Вести на Канал 8, добар ден. Кочанските училишта уште од првиот училишен ден во новата учебна година постапуваат согласно решението на Министерството за образование и наука за преземање санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки за заштита од заразната жолтица. Пред секое влегување во училиштето, задолжително миење на рацете и дезинфицирање на обувките. Нема влегување во училиште со неизмиени раце и валкани чевли. Ова се дел од заштитните мерки кои кочанските училишта почнаа да ги спроведуваат уште од самиот старт на учебната година. Децата пред да влезат во училиштето, на влезовите пред вратите поминуваат и ги бришат чевлите од така наречената дезинфекциона бариера, односно дел каде што учениците ги дезинфицираат обувките пред да влезат во училниците. На двата влеза се ставени памучни стази, врз кои домаќинот редовно на неколку часа става од диезенталот, така што се врши дезинфекција при влез и излез на учениците. Друго што е преземено, значи редовно се чистат санитарните јази по неколку пати во двете смени. Во санитарните јази има ставено, како што се бараше по упасвата, бележник на кој што бележник дневно и во колку часот хигиеничарите бележат што и како е извршено чистењето со какви средства санитарните јази, а исто така и целото училиште, посебно клупите, кои исто така дневно неколку пати со диезентал се бришат. Освен ова, секој наставник е задолжен да врши почеста дезинфекција на рацете на учениците со биосепт, по одење во тоалет, како и пред јадење на големиот одмор. Целата состојба ја следат инспектори од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Училишната година започна со час за миење на рацете, предавање за лична хигиена, за начинот на пренесување на заразната жолтица, како и за мерките за превенција. Во клонот 1 на градинката Павлина Велјанова беше промовиран почетокот на пробната работа на системот за затоплување на водата и добивање струја од сончева енергија. Неговото инсталирање се реализираше со финансиска подршка од Глобалниот еколошки фонд и од локалната самоуправа на Кочани. Клонот 1 на детската градинка Павлина Велјанова доби современ систем со хибридни сончеви колектори за загревање на вода и производство на електрична енергија за осветлување. Тоа е резултат од успешната соработка на ГЕФ, Глобалниот еколошки фонд, локалната акциона група од Кочани и општината Кочани. Проектот е реализиран преку програмата за мали грантови на фондот, при што вкупната сума за реализација на техничките работи е над $46,000. Половина од овие пари ги донираше ГЕФ, а како кофинансиер со остатокот од средствата се јавува општина Кочани. Се очекува воведувањето на системот да донесе повеќе придобивки и намалување на трошоците во работењето на градинката. Топлата вода е поврзана за бойлерите во кујната, во клон 1 од детската градинка Павлина Велјанова, бидејќи овде се подготвува целата храна за сите 4 клона во градинката, и за бойлерот кој што се користи во јаслите кај најмалите деца. Понатака, електричната енергија, освен за топлата вода, ќе се користи и за добивање за осветлување. Значи во ходниците од градинката и на првиот и на вториот спрат се поставени, заменети се обичните неонски светилки со LED диодни светилки, кои ја намалуваат потрошувачката на електрична енергија за околу 50%, и сите се приклучени на тој систем. Пробното пуштање во употреба на целиот систем ќе овозможи во наредните 2 месеци да се согледаат евентуалните недостатоци и техничките проблеми. Се работи за автоматизирани уреди, за чие нормално функционирање во минимални рамки е сведена потребата од човечкиот фактор. Освен за штедата на електрична енергија и намалената емисија на јаглерод диоксид, во градинката очекуваат и други придобивки што се однесуваат на најмладите. Придобивките кои што се однесуваат на дечињата повторно се однесуваат на заштитата на животната средина, значи и кај оваа популација да ја подигнеме еколошката свест како да ја заштитиме нашата животна средина. Децата да се запознаат што се тоа обновливи извори на енергија преку едукативни работилници кои што тековно ќе следуваат. И преку овие едукативни работилници исто така ќе го развиеме надпреварувачкиот дух преку организирањето на ликовен конкурс на тема Сонце, каде што децата ќе научат всушност што е тоа моќта на сонцето, а наградениот цртеж ќе биде предложен и за лого на градинката.
Со воведувањето на новиот систем за загревање на водата се очекува намалување на емисијата на јаглерод диоксид, што на годишно ниво треба да изнесува околу 5 тони. Исто така, потрошувачката на електрична енергија ќе се намали за 5 мегават часови на годишно ниво и ќе се постигне заштеда на средства во висина од околу 90.000 денари, што досега се плаќа за потрошена електрична енергија. Во наредните 12 месеци ќе се врши следење на работата на системот и ќе се пресметуваат добиените ефекти. Сточниот пазар во Облешево и оваа недела остана без овци, кози и крупен добиток. Поради болеста син јазик, Агенцијата за храна и ветеринарство ја продолжи забраната за тргување што беше воведена минатиот месец. Сточниот пазар во Облешево и овој вторник остана празен. Причина за тоа не беше дождливото време, туку одлуката на Агенцијата за храна и ветеринарство да го затвори поради појавата на болеста син јазик. Не дојдоа ниту продавачи, ниту купувачи на овци, кози и крупен добиток од источниот регион и пошироко. Овој пазар е најголем во регионот, со најголема понуда на разновиден добиток, за кој неретко трговци доаѓаат и од други делови во државата. Неработењето го остави празен просторот каде што се тргува со добиток, поради што сточарите се жалат дека трпат голема штета. Штетите се многу поголеми и од двете страни, да не ја речем само општината, како општина, они губат, а и ние како производители на добиток, крупен добиток, и ние сме оштетени, не можеме тоа да го надокнадиме со време. Сертификати не може да добиваат луѓето за да излегуваат својата стока да прорачуваат и за тоа не ја докаруваат и откупците не доаѓаат да купуваат стока. Колку време е вака и до кога ќе биде? Па ова е трети вторник сега, до кога ќе биде не сум запознаен, додека не јават, значи ние воопшто не знаеме тоа. Неработењето на сточниот пазар за локалната самоуправа на Чешиново Облешево секоја недела во просек донесува директна финансиска загуба од околу 20.000 денари. Освен тоа, отсуството на продавачите и купувачите ги намалува и останатите приходи, што дополнително се остваруваат во трговските и угостителските објекти во општината. Одлуката за затворање на повеќето сточни пазари во Македонија поради болеста син јазик, Агенцијата за храна и ветеринарство ја донесе во средината на август. Тогаш тоа беше образложено како мерка против ширењето на заразата и заштита на населението, затоа што беа констатирани околу 80 жаришта во 18 општини, меѓу кои најмногу во Малешевијата. Според најавите се очекува сточниот пазар во Облешево да продолжи со работа од почетокот на октомври. 8-членото семејство Абазовски од Кочани живее во најлонска колиба со социјална парична помош, што не им е доволна ни да се прехранат. Од градоначалникот Димитровски побарале помош за да изградат скромен дом, но добиле совет за азил во странство. Во колиба искована од најлон и стари штици живее 8-членото семејство Абазовски од Кочани. 20 родители се невработени, а со 6 малолетни деца живеат од минималната социјална парична помош. И покрај тешките услови за екзистенција, решиле да изградат собствен дом, поради што на една мала парцела во ромското маало ископале темели и поставиле основа за куќарка со предсобје и една соба. Но изградбата била стопирана од градежната инспекција, затоа што Абазовски не се собственици на земјиштето и немаат одобрение за градба. Почнаме не се опреа. Значи не се опреа, вика, не може, вика, да се направи, викам. Зашо, под кој причини? Сакам да си го плаќам, дајте ми налог, дајте ми книгичка, да почнам да го направам. Не сакам од вас ништо. Значи јас сум способен за тоа толку ми дава државата на мене. Помага ми да сакам да си го направам. Утре другине, како сите што го имат легализирано, јас да си го легализирам тоа. Стопирањето на изградбата на започнатата куќарка го принудила Абазовски да побара помош во локалната самоуправа. Неколку пати остварил средби и со градоначалникот Димитровски, но останал зачуден од одговорот што го добил од него. Еднешка му отидов, 2 пати му отидов. Му тражам ностоп му помош. Ме сврди како да не е ништо било. Му кажав дека имам многу тешки ситуации, дошко ми врна поплавано внатре дошта. Значи тоа, нема дека додам, значи. Ме праќа да одам Азул. Азул ме праќа да одам. Зашо ме праќа Азул да одам? Под кои услови? Што таму каде не е подобро? На Азулта. Не е таму каде добро. Значи не е тоа добро таа. Јас сакам си тука сам, родам тука, сакам да умрам, значи како.
со моите деца да живеам како сите што се живеат. Сакам да ми дозволе да го направам ова, нека ми даде одобрение, што чине да се го легализирам и готово. Ниедно од 6 деца на Абазовски не оди на училиште, иако половината од нив се на училишна возраст. Најстариот син има здравствени проблеми, заради што неопходна му е лекарска грижа и соодветни услови за живење. Таткото Тархан вели дека нејасен му е ставот на одговорните во локалната самоуправа, зошто само неговата куќарка не може да се изгради, кога во околината такви има уште најмалку 30 што веќе се завршени и вселени. Најголема грижа засега му е како ќе ја поминат престојната зима, затоа што колибата не обезбедува заштита од студот, а пари за кирија во други домови немаат. Асфалтирани 2200 метри од локалниот пат Осојница-Липец. Комплетното асфалтирање, за кое се потребни уште 12 милиони денари, ќе биде завршено во почетокот на 2015 година. Деновиве заврши асфалтирањето на дел од локалниот пат Липец-Осојница во должина од 2 км и 200 метри. Останатите 2 км до влезот на селото се земјен пат и со асфалт ќе бидат покриени наскоро. Парите во вредност од 15 милиони денари се обезбедени од Европската банка за обнова и развој и Агенцијата за патишта. Според градоначалникот Емил Дончев, за втората фаза во реализација на овој зафат до крајот на годината ќе се распише тендер, а комплетното асфалтирање, за кое се потребни уште 12 милиони денари, ќе биде завршено во почетокот на 2015 година. Живот без вода, струја и основни екзистенцијални услови. 52 годишната Јаготка Стоименова од Зрновци долги години живее во својата куќарка, во која стравува дека секој ден може да се сруши над глава. Моли за помош хуманите граѓани да ја помогнат. Во лето е потешко, но Јаготка Стоименова од Зрновци без електрична енергија живее и на температури под нулата. Смрзнува во своите 4 ѕида што ги има и под кои тече од разурнатиот кров. Таванот на куќата е срушен, а и собите се со земја. Стоименова е со нарушено здравје. Правена е операција од карцином. Мора да оди на контроли, но нема пари за пат до Скопје на клиниката за онкологија. Освен без струја, живее и без вода. Купатило нема, а ги нема ниту основните екзистенцијални услови за нормален живот. Чека и моли од институциите, како и соседите, да ја помогнат и да се смилуваат над неа. Собите са од која нема ништо, се со земја, таваните се паднани. На доктор одам, болесник сам од карцином. Еднократна ми дава и тоа го сопроа, немам што да јадам. Тука имам рчеди, подадат ми на чиничка, ако и остане нешто. И тоа јадам. Вчера дава, денеска немам што да јадам, ако и престане нешто, те тоа. Немам со што да идам да се лечам. Сега треба да идам на контрола, октомври месец, у онкологија, ама немам со што да одам. Позајмам од некој, ако ми даде некој, добро, ако не, сега не знам што ќе правам, со што да идам на контрола. Чисто сама сам, беше ми паднал крово, општината тоа само кермидите ги снабдија. Поради ниските примања, а тоа е социјална помош од 1150 денари, Јаготка вели дека не може да ги плаќа сметките за струја и вода. Немам струја, немам вода и те така живеам. А не е ден и два, тоа е години. Колку години вака живеете без струја? Па јас сум исклучена од 2007 година, па сама се прекучувах, морајќи па од 2008 па ме исклучија. И толку од 2008 неам. Очекува помош од хуманите граѓани да ја помогнат, а апелира и до Црвен крст на Кочани, ако може да донира помош во храна и облека, постелнина, кебиња и се она што може да ја биде од корист. Од 1 до 30 септември засилени мерки од страна на полицијата со цел зголемување на безбедноста на учениците. Поизразени активности ќе се преземаат особено во близина на училиштата и градинките. Полициската станица Кочани и полициското одделение за безбедност во патниот сообраќај во временскиот период од 1 до 30 септември, поради почетокот на новата учебна година, презема засилени мерки и активности во близина на детските градинки и училишта, како и на најфреквентните крстосници и улици. Овие засилени мерки од страна на полициското одделение ќе бидат спроведувани со цел да се овозможи безбедно движење на децата при доаѓање и заминување од училиштата и градинките.
Од полициската станица апелираат до сите учесници во сообраќајот за доследно почитување на сообраќајните правила и прописи при нивното учество во сообраќајот. Полициските службеници ќе бидат поактивни на терен и ќе преземаат засилени мерки, особено за прекрашоците, побрзо возење, паркирање на возилата на пешачки премини и на тротоарите, непропуштање на пешаците на пешачки премин од страна на возачите и обратно, и други потешки прекрашоци. Следува спортската информација. Уште еден хуманитарен турнир во мал фудбал ќе се организира за помош на младиот Даниел Митков. Надпреварите ќе се одржат во пресрет на денот на ослободувањето на Кочани 7 септември. Љубителите на фудбалот од Кочани се вклучија во уште една акција за собирање парична помош за младиот Даниел Митков, кому средствата му се потребни за лекување во Кина. По повод 7 септември, денот на ослободувањето на градот, организираат турнир во мал фудбал, за кој пријавените екипи ќе треба да уплатат котизација во висина од 2000 денари. Освен тоа, хуманоста ќе можат да ја покажат и присутните гледачи со донирање средства во пункт што ќе биде во близина на теренот каде ќе се играат надпреварите. Парите што ќе се соберат од турнирот ќе бидат поделени на два дела, односно 30% ќе припаднат на победничката екипа, а остатокот е за помош на Митков. Пријавени се 12 екипи, а надпреварите ќе се играат во 3 кола, при што полуфиналната и финалната средба се закажани за сабота и недела. Како што е познато, акцијата за собирање на потребните средства за помош на Даниел започна пред 3 месеци, а парите му се потребни за лекување во болницата ВУ Медикал центар во Пекинг. Оперативниот зафат е планиран и неопходно е да се уплатат потребните средства за да може да се закаже терминот за операцијата. Со временската прогноза ги завршуваме вестите. Следете не и на kanal8.mk.